преминуваме на тема Моје здравје и се вклучуваме на Skype. Доктор Ангелчо Андоновски, педијатар, е на линија, не чека трпеливо за една, ќе речеме, исклучително важна тема, за една тема која што требаше да остане карактеристична за некое дамнешно време, меѓутоа и во 21. век зборуваме за туберкулозата. Доктор Андоновски, добро утро, дали се слушаме? Добро утро. Се надам дека се слушаме добро. Туберкулозата во 21. век се појавува повторно. Дали е тоа последица на антивакциналните кампањи или на, ќе кажеме, медицинската или здравствена култура на луѓето? Прво, пред се благодарам на поканата, а од друга страна, малку со закаснување се слушаме, сепак и у денешно време малку линиите се такви какви што се, но битно е дека можеме да се снајдеме, бидејќи треба да идеме напред и со технологијата и со медицината. Да, за жал, навистина во денешно време е погубно да се говори и да се каже дека навистина туберкулозата и уште овие други инфективни заболувања постојат, токму поради една причина дека постоењето на антивакциналниот, односно антиваксерското движење навистина ни направи голем проблем, а и со тоа се разруши како и довербата на граѓаните во целиот здравствен систем, така и навистина вербата дека навистина овие препарати помагаат. Но јас сепак би кажал и би потврдил дека доколку не постоја вакцините, до сега половина од светската популација немаше да биде нели таму каде што е. За жал, можам да кажам дека навистина треба упорно да се усмерат сите тие патеки, да целата доверба како во здравствениот систем, така и во вакциналниот календар бидат вратени повторно назад. Докторе, едно од прашањата кое што мора да се наметне е следново. Колку населението во Македонија е информирано за проверените вакцини? Не станува збор за некои вакцини кои што се нови, не станува збор за нешто што е новитет во здравството, туку за нешто што се користи со години наназад. И тука мора да поставиме едно подпрашање, а тоа е зошто граѓаните не им веруваат на вакцините? Ајде вака, ќе кажам дека пред така подолг извесен период навистина настана некои несакани моменти од страна на самата набавка и односно од самиот момент на продукција и пласирање на вакциналната свест и на вакцините, така да граѓаните навистина направија, да кажеме, се развија кај себе една огромна недоверба и сето тоа така настан. Значи, можам само да кажам дека навистина и пак само ќе се повторам дека значењето на вакцините е огромно, значењето на примањето на вакцините навремено и сето она што значи здравјето, поготово на децата, знаејќи дали во кој период временски се примаат вакцините, ќе кажеме дека навистина само така и така враќајќи ја довербата, враќајќи ги патронажните сестри на терен, говорејќи се почесто и постојано, да кажам на некој начин, развивајќи ја свеста кај граѓанинот дека навистина не може да се живи и да се функционира без вакцини, може да кажам дека навистина треба да се тоа организира како и од страна на професионалците, така и од страна на здравствените власти кои што постојано и будно треба да наблюдуваат и да ја следат на некој начин состојбата на теренот.
еве што во овој период ни се покажа дека навистина се уште војуваме со одредени заболувања кои што би требале да се минато, но тие се навистина сегашност, иако светскиот тренд води дека задолжително 1% од популацијата е заболена, поготово еве сега од овој факт дека кај нас се појави туберкулоза. Не беше само туберкулозата, тука беа и сипаниците, кога имавме една мала мини епидемија од сипаници и така натаму, така да ни покажува сето тоа дека никогаш и постојано треба да бидеме будни и свесни дека и ние како професионалци, но секако и пак ќе се повторам, здравствените власти треба постојано да се бидат на врвот на својата задача, информирајќи ги и насочувајќи ги правилно граѓаните баш по оној ред како што треба да се оди, за да оставиме и да создадеме здрава популација. Докторе, постојат некои здравствени норми кои што едноставно мора да се почитуваат во современото живење. Некога животниот век на човекот бил многу краток, 4 децении, 5-6 ако доживееле, тоа било празник на животот. Во денешно време се поместува таа граница се повеќе и повеќе со развојот на медицината. Една од оние постапки кои што мора да се почитува во текот на животот е почитувањето на редовната вакцинација. Тоа е услов за здраво население. Се согласувате, се разбира. Претпоставувам. Не се разбира, туку претпоставуваме дека се согласувате со ова. Ајде сега вака. Тоа е законска регулатива, законска норматива и законско задолжение. Секој треба да одговори, бидејќи едно општество се гради токму на цврсти темели, се гради со законски нормативи и регулативи. Ние тие регулативи не ги имаме од сега, ние тие регулативи ги имаме многу поодавна. Ние наследивме нешто што беше навистина и во тоа време златно правило, значи златен правец кој што ние само со модернизирање на медицината го надоградуваме. Вакциналниот календар порано и за време на постоење на една таква силна држава како што беше Југославија, сепак јас ќе говорам бидејќи живеев во тој период, навистина немаше нешто што навистина ќе се промавне или ќе помине така лесно. Еве сега сме сведоци дека сето тоа што ни доаѓа како новитет, ние многу тешко го прифаќаме. Значи, нашиот народ, свеста кај нашиот народ е малку, да кажеме, на некој начин, не обвинувајќи ги нив, е намалена. Затоа зашто постојано на таа тема треба да се развиваат толкави големи тези, дискусии, разговори, едукации, постојани посети, постојани јавувања, постојани следења. Што значи тоа? Тоа значува едно формирање на цврст исполнителен здравствен систем кој што ќе си го следи својот граѓанин и секако ќе се грижи. Нормално граѓанинот за сето тоа плаќа, има своји издатоци кои што навистина треба правилно да бидат каникулирани, а не да бидат распрснати на 1000 страни, па ние да се на некој начин да се завадиме со одредени проблематики кои што навистина не треба во денешно време да бидат спорни или не треба да ни бидат ниту предмет на разговор. Туку треба да одиме напред во модерна медицина, да се стремиме кон модерна медицина. Па што да кажеме, што би следело за известен период кога кај нас ќе се појави еден момент кој што навистина е тренд веќе во сите држави, а тоа е телемедицината. Може би на некој начин ќе дојде токму тогаш како поголем информативен момент каде што самиот лекар ќе биде во контакт со пациентите. Дали станува збор за бебчиња, дали станува за возрастни, да кажеме, нели, граѓани на оваа држава, секако дека на тој начин ќе дојде лекарот во нивниот дом каде и тие да се наоѓаат. Но тоа е предмет на едно модерно општество. Ние се уште да си ги решиме сегашните проблеми, па подоцна можеме и да говориме. Сепак граѓанинот треба да биде savесен дека треба да се придржува кон тие нормативи и законски одредби кои што навистина мислат за негово здравје или на времето било размислено дека ќе бидат корисни. Докторе, разговорот ќе го финишираме со прашањето кое што е повеќе лична констатација, а тоа е следново. Во Македонија не е проблем и не е тешко да не се почитува законот. Во Македонија има законски норми, меѓутоа се чини дека повеќето од нас самите ги толкуваме наместо да се придржуваме кон она што е пропишано во нив. Само со ред може да се дојде до
здрав општествен живот, не велиме само од областа на здравјето, туку во сите области на функционирањето. Колку појавата на ваквите болести поради несовесното однесување на граѓаните е проблем за здравствениот систем и има ли Македонија капацитет да се справи? Сега е во мала бројка она што се случува, меѓутоа дали ако се случи нова епидемија од овој тип имаме капацитет да се справиме со тоа? Ајде, како за крај на ова емисија, нека биде еден буквално апел до сите граѓани, дека некој претходно сето тоа го измислил и го смислил за да ние на некој начин бидеме заштитени. Не треба сами да толкуваме. Треба да се обратиме прво кон стручните лица. За секој проблем кој што нормално можеме да кажеме и е решлив и дека има решение, дека веќе и модерната медицина ги воспоставила своите нормативи и се решаваат веќе и полесно и многу леснето. Само како момент ја спомнам, дека навистина, онаму каде што не се почитува, таму треба да буквално и самата држава направи такви напори, да со убедување, преку постојан контакт, поготово кога станува збор за децата, се пласираат буквално сите тие здравствени навики или здрави навики кај тоа општество и кај тие граѓани. Како? Убедувајќи ги дека буквално дека ако не си го заштитат своето здравје, се товар на системот и дека тоа навистина треба да биде со одредени нормативи регулиран. Како би тоа значило? Дека навистина нашиот здравствен систем во последно време, во последниве години, покрај кризата со пандемијата, но сепак кризата беше секаде на светот, не беше само кај нас, па тие општества се развива. Треба да сватиме дека се дојде до одреден момент на дискрепанца, каде што навистина се занемарија сите други основни работи и параметри каде што требаше здравствениот систем да се развива, па и така и граѓаните буквално на некој начин заспа. Го заспа целото свое верување, го заспа целото својата доверба во овој систем. Јас пак ќе кажам дека толку во денешно модерно време има многу начини каде што навистина ние како професионалци со помош на државата, на здравствените власти, на Министерството за здравство и одредени сите оние чинители на здравствениот систем, можеме да стигнеме во сечи дом и да го посееме без разлика тој кај што се наоѓа. Ќе го спомнам само фактот дека навистина за 24 часа да имаш контакт со пациентите може да се изврши преку телемедицина, кој што во овој момент навистина се развива и треба да биде еден наш прозорец, отворен прозорец и нов правец каде што ние треба да се движиме. Поготово ќе го спомнам и тука еве нешто како новитет и како пример за таков вид на телемедицина е сајтот сезадецата.мк, каде што навистина граѓанинот може 24 часа да има контакт токму во врска со најмладите. Јас можам ова само да го наведам како факт дека навистина модерните правци во медицината треба да се следат и трендови за да можеме на секаков начин, онака развивајќи ја свеста на граѓаните и ние како професионалци и целиот систем здравствен да можат на полесен начин да се менаџира целиот овој здравствен систем, бидејќи навистина знаеме дека ние сме мала држава, но сепак имаме простор за еден функционален здравствен систем, доколку тој биде правилно организиран и управуван од вистински луѓе. Тоа беше доктор Ангелчо Андоновски. Ви благодариме што ова утро се вклучивте во емисијата Македонија на утро.